Ćao, Šarčinja, Barčinja, na Dadička Slavejčinja. Ćao, Čičini. Мислам дека денеска треба да ја почнеме денешнава средба. Имаме една најнова мест. Јас веќе не одам у школа. Зашто? Што те исплашило толку пред да не одиш у школа, па таму не јадат луѓе? Ма нема не јадат луѓе. Дошле кај нас некои со црвени очи. Какви биле те? И како се викале? Тарсовци, барсовци. Да не биле марсовци? Марсовци, да. Дали биле црни, плави, какви? Па, нека каже некој од вас, што само ја глупава ја прашам само маца. Биле црвени. Колку А биле ти ги високи? виде? Ти ги виде какви беа? Не, ми кажала едно дете. Мора да биле многу страшни. Колку И какви биле? беа? Колку големи? 4 метра големи. Тогаш, да не збориме, стварно биле страшни. Имале ли опешка уши? Какви им биле ушите, ако уопште ги имале? Па, шпицести. А имале опешка? Не. Мора А колку биле? Колку мина? 1, 2, 3? Двајца. И што направиле толку вие што така сте исплашени, барем Ние не така таму најдовме стомна. Каква стомна па сега, каква врска има некаква стомна? Најдовме. И што, да не украле некоја дете? Или скрчиле стомна или некоја билја направиле или нешто? Не може така вие да си бидете исплашени кога не се случило ништо. Да не украле дете некоја? Најбово да провериме кај директор. Имаш право. Веднаш ќе провериме вашата информација. Сега да видиме. 2, 3, 4, веднаш ќе провериме. 8, 7. Ало, директорот на училиштето на Маца? Да? Не. Сани од Шарамбар. Не, 100 пати ви реков. Да им ставате единици на десета. Да, Јас ало, сум кој е на Сани. телефон? Сани од Шарамбара. Шарамбар. Сум слушал, повелете. Маца ни рече дека во вашето училиште се појавиле марсовци. Што е вистина од тие последиците може да бидат многу тешки. Кешки да дојдам марсовци. Ке им земевме некој динар да го реновираме училиштето и да им купиме нови столчиња на децата. Па марсовци немаат пари за давање? Ве слушам за таа работа. Се зборуваше меѓу децата, а ми рекла нешто и наставниците. Па, што ви рекле? Сето тоа го измислиле некои ученици што не им се учило баш многу и ми ги исплашија и другите деца. Стварно биле лоши тие ученици. Ете нешто се пишуваше по весниците, нешто рекла на телевизија. Знаете како? Се појавиле, а знаете каква е детската фантазија. И нема крај. О, директоре, не знаете колку ни олест. Ај се здрави. Чао. Чао. Слушна, Мацо, сето тоа било лага. Да, слушнав. Знам од шо ви е тој страв. Да сте го гледале ви онаа ноќ, оној страшниот филм Танцот на вампирите? Да. Па, веднаш се разреши случај. Во прилеп на свадба не кани едно девојче Николиќ. Igra bez
За на свадба, па макар и жабечка. За на училиште, за в театар или за игра. Треба да бидете вкусно и економично облечени. Ние работевме на случајот, па подготвивме и неколку прилози од оваа тема. Имам чест овие неколку минути да ве запознам со... Се викам Ана Апостолска, учам во основното училиште Јохан Хајнрих Пестелуци во Скопје. Кое одделение си, Ана, и колку години имаш? Имам 10 години, а учам 5 одделение. Па, бидејќи овие неколку минути ги одвоивме за модата, да поразговараме нешто и за неа. Или од оваа област. Ана, кога почна ти да ги правиш овие прекрасни цртежи, овие прекрасни модели и кога јас не цртам модели како Ана, но ги шијам. Еве, например, овој ми е најомилен модел, кој во него е облечена најпознатата кукла на светот, куклата Барби. Па, како што гледате, и мене повеќе ме привлекуваат во моделите за возрастните, од истата причина како и на Ана. Освен овој модел, кој е на куклата, имам уште неколку модели кои ми се најомилени. Например, овој модел. Потоа имам и еве една сукња, односно здолништо тил, со горен дел. Еве. Овој модел може да послужи за до кај плажа, на ручек или за лето. Овој модел лесен за шиење, исто така многу. Па потоа имам еден модел, карирана сукња, исто така и карирано здолниште, исто така и плесирано, со горен дел, кој ги прекрива само рамењата без ракави. Имам тука и нешто модерно и спортски. Например, оваа мини сукња, односно ова мини здолниште со горниот дел. Но како што реков пред тоа, најомилен модел ми е овој. Освен овие модели, имам направено многу други, но мислам дека овие ми се најубави од сите и затоа и ги донесов за денешнава емисија. А колку што гледам и на Ана моделите има еден необично убав модел. Тој изгледа и наречен по нашава емисија. Ана, кој е тој модел? Тој модел е наречен, односно тој модел јас го нацртав специјално за оваа емисија, бидејќи на него има најразлични бои. Чао, Сарчиња Барчиња. Здраво, те чекавме. Јулијана Стојчевска, ја знаете. Уште како мала настапуваше во нашава емисија. Епа, Јулијана, како беше она со Петко?
само беше склон да зборува во сон, реди така цела сказна тој. Говори во сон, монолог без крај, го молам Петко престани и трај. Мај буде само кажува, заборава на крај. Те молам Петко престани и трај. Тишина е, збарам само еден час. Петко слушай јасно, не викај ти гласно. Тишина ме лечи, барем мирен сон. Те молам Петко трај, на вистина е крај. Кај мама одам дома, знај. Тишина е, збарам само еден час. Петко слушай јасно, не викај ти гласно. Тишина ме лечи, барем мирен сон. Те молам Петко трај, на вистина е крај. Кај мама одам дома, е мојот збор, тој не слуша, ја знам, а можам само поздрав да му дам. Зборува во сни, монолог со дни, го молам Петко престани и трај. Мај буде само кажува, заборава на крај. Те молам Петко престани и трај. Барам само еден час. Петко слушай јасно, не викај ти гласно. Тишина ме лечи, барем мирен сон. Те молам Петко трај, на вистина е крај. Кај мама одам дома, знај. Тишина е, барам само еден час. Петко слушай јасно, не викај ти гласно. Тишина ме лечи, барем мирен сон. Те молам Петко трај, на вистина е крај. Кај мама одам дома, знај. Те молам Петко трај, на вистина е крај. Кај мама одам дома, знај. Мама ми го сплете джемперчето. Мама ми го сплете джемперчето. Джемперче по најнова мода за секоја згода. Ефтино, топличко, згодно. За игра или за наводно. Джемперче по најнова мода. Внимавајте, пропушта вода. Јас се викам Дијелза Мифтари, сум бил манекенка и дојдовме на Шарам Барам да покажеме како одат манекените. Ова е брат ми. Јас се викам Дардан Мифтари и се манекен. Еве уште една музичка бомбона. За вас пее Виолета, другарка и на Мадона. Life is the mystery
I have no choice. I hear your voice. Feels like crying. I close my eyes. Oh God, I think I'm falling. Hide of the sky, I close my eyes. Ever help me when you call my name. It's like a little prayer. I'm down on my knees. I wanna take you there. You mean my love. I can feel your power, just like a prayer. You know I'm take you there, like a child. You is the soul, please to me. You're in control, just like a child. Now I'm dancing, it's like a dream. No end and no beginning. You're here with me, it's like a dream. Laugh quietly when you call my name. It's like a little prayer. I'm down on my knees. I wanna take you there. You mean my love. I can feel your power, just like a prayer. You know I'm take you there. When you call my name, it's like a little prayer. I'm down on my knees. I wanna take you there. You mean my love. I can feel your power, just like a prayer. You know I'm take you there. Дай ми го по-близко микрофонът. И аз се викам Златка Дунев. Свеке врака имам аз, кому да го дадам. И на мене дай. На. Боли? Хвала. Сега да се свираме на гитара? Сакам. Ако ми дадеш на два ръчка. Свеке врака имам аз, кому да го дадам. Па ова е современо дете, веќе размислува за својата иднина. Маргарита, ти си нашата иднина. Бидејќи ти успеа и убаво се проби во животот, би сакале и ние така. Па, пејте, вежбајте и успехот е неизбежен. Па, ти пеј понатаму, се надвам дека ќе успееш повеќе, а ние ќе играме заедно со сите што ја сакаат забавната музика. Hladna zimska noć, od oko mi padna solza, znaj. Me gledaš i mi veliš kraj, zašali, nasmevni se, zavrti se, pogledni me. Ti si deo života, ti si sve što imam ja. Ti si sonce oči moj, ti si sve što sakam ja.
Odako mi padna solza, znaj, me gledaš i mi veliš kraj. Zašali, nasmevni se, zavrti se, pogledni me. Ti si delo života, ti si sve što imam ja. Ti si solza v oči moj, ti si sve što sakam ja. Ne odi, ne igraj si, veruvaj, te ljubam ja. Ti si delo života, ti si sve što imam ja. Ti si solza v oči moj, ti si sve što sakam ja. Ne odi, ne igraj si, veruvaj, te ljubam ja. Ti si delo života, ti si sve što imam ja. Ti si solza v oči moj, ti si sve što sakam ja. Ne odi, ne igraj si, veruvaj, te ljubam ja. За денеска толку. Учете, работете по нешто, играјте си и чекајте на нашата следна средба. Благодарам. Чао!